Би сакал да вечерва да продолжам со темата за господовиот избор. Па, ајде уште еднаш да ги прочитаме зборовите од Римјаните 8 глава, тие посебно 29 и 30 стих. Беше кажано и за време на поуката, и за време на предходните лекции, дека спасението е понудено на сите. Господ умрел за сите, Господ го победил целиот свет со себе, Господ сите ги повикува на спасение. Мојот стих за крстевање, знаете кој беше? Матеј 20:16. Зашто мнозина се повикани, а малцина се што? Избрани. Забележавте разликата. Има разлика меѓу повикани и избрани. Уште помалку па... сега, ајде да се подсетиме на оној последен стих, не е последен баш, во последната глава од Библијата. И духот и невестата што велат? Дојди. И кој ќе чуе нека каже дојди. И кој е жеден нека дојде. И кој сака нека земе од водата на животот дару. Да не ги повторуваме стиховите од 5 глава Римјаните. Заради праведното дело на еден, на Исуса Христа, оправданието за живот дојде на сите луѓе. Значи Господ ги повикал и ги повикува сите луѓе за спасение. Спасението може да си го замислиме како еден пат. Например, вака да со наши термини, еден лет од тука до новиот Ерусалим. Се разбира, не со авион, ниту со овие бродовите на НАСА. Ти има само дестинација од Флорида до Аризона или до некоја друга сојузна држава. Никаде подалеку. Замислите, постои еден лет за секој човек на планетата Земја од тука до новиот Ерусалим. И Господ ја платил таа карта, тој билет го платил за секој човек на планетата Земја. Дали сите ќе отидат таму? Не. Зошто не? Зато што сите нема да сакаат. Замислите, сите луѓе да добијат потврда, да добијат билет во рака и известување дека имаат платен лет. Платено е. Становите ви се обезбедени. Во домот на мојот отец има многу станови. Значи платен, пансион ви е платен. Тој нема да заврши тој. Не е од некој датум до некој датум. Билетот не е повратен. Или е повратен. Се тоа зависи. Што се дешава до Новиот Ерусалим не е повратен. Ако Новиот Ерусалим после дојде на земја со се него, тоа е друго. Но до Новиот Ерусалим не е повратен. И тој е платен. Но зашто сите нема да отидат таму? Како што вели Джонс, затоа што сите не сакаат. Тоа е единствената причина. Единствената причина зашто мнозина ќе бидат загубени е затоа што не сакале да бидат спасени. Значи, мнозина се повикани, но малцина се избрани. Зошто тогаш Павле
повикот и изборот ги изедначува во овие стихови од 8 глава, стиховите кои што многу христијани од, не само од времето на Калвин, 16. век, но многу христијани низ вековите до ден денес ги убедува овој текст дека Господ некои луѓе само ги предопределил за спасение, а другите ги предопределил за вечна смрт, за загуба, за пропаст. Ајде ги прочитајме уште еднаш. Римјаните 8 глава, од 28 до 30 стих. А знаеме дека на оние што го љубат Бога и се повикани по Негова волја, се им содействува за добро. Еве повикани, нели? Ама нели мнози не беа повикани, а малци не избрани? Доволно е да бидеш повикан? Седеме на богатиот младич. Исус го повикал богатиот младич да стане негов следбеник, да стане апостол. Природна замена за Јуда. Доволно беше да биде повикан и тоа директно од Господа. Каква чест. Директно од Господ го повикал. Значи не дошол Делчо, не дошол Дане. Да ги споменам, најславните мисионери в Македонија. Туку лично Господ го повикал. Доволно беше да биде повикан? Не. Не, си отиде нажал, затоа што беше многу богат. 29 стих. Зашто оние кои однапред ги позна, нив и ги предопредели за да бидат сообразни со ликот на неговиот син, да тој да биде првороден меѓу многуте браќа. А оние што ги предопредели, тие и ги повика. И кој ги повика, тие и ги оправда. Кој ги оправда, тие и ги прослави. Сега тука како да нема разлика меѓу повикот и изборот. Во што беше проблемот на калвинизмот и на сите късметчии во теолошки смисол? Сите оние што веруваат, бидејќи исламот така верува, дека се е предодредено, дека за секој човек постои однапред определена судбина и таа судбина не може да ја избегнете никако. Значи, се што се случува во животот, сето тоа ви е пишано и мора да се случи. Но, според Библијата, тоа не е така. Сепак, зошто Павле и повиканите ги смета за избрани? Оние што ги повика, нив ги оправда, нив потоа ги прослави. Предходно, затоа што ги предопределил, ги предестинирал. А пред тоа, затоа што ги познал, однапред ги познал. Проблемот на калвинизмот, значи, и на сите кои што така размислуваат, е што овие зборови не се однесуваат на спасението. Овие зборови не се запишени за спасението. За спасените. Со овие зборови апостол Павле ја започнува темата за изборот или избраноста на Израел, која што завршува со 11 глава, која што денес се проучувавме. И сега ќе рече некој, како не е за спасение, па нели пишува, ги предопредели за да бидат сообразни со ликот на неговиот син. Да тој да биде првороден меѓу многуте браќа. Изгледа како да е за спасение, така изгледа. Сепак овде станува збор за избор, за посебна улога, за посебна задача, за посебна цел, посебна мисија. Господ го избрал Израел за посебна мисија. И Господ избра и поединци за посебна мисија. Не само
целен народ, или класа на луѓе и така натаму, или семејство. Пример бил избран Аврам. Секого кого Господ го избрал за посебна мисија, дали тој бил посветен? Па се разбира. Значи, Самсон, например, дали Самсон бил посветен? Бил. Дали бил прославен? Бил. Еве, да го земеме и Саул, кој што го загубил вечниот живот, значи, ако зборуваме за темата спасение, сепак и него Господ го избрал, и пред Давида Господ го избра Саул. Господ го избра Саул. Нели? Луѓето не го избра на демократски избори. Господ го избра Саул. Дали го посвети Саул? 2 пати читаме дека Светиот Дух го исполнуваше срцето на Саул. 2 пати Саул бил помазан со Светиот Дух и 2 пати дури пророкувал. Ајде првиот пат кога бил млад, уште пред да стане цар, или кога веќе Сефте станал на почеток. Ама вториот пат кога веќе бил луд од власт. Бесен и пол со омраза го прогонувал Давида, својот наследник. И тогаш Светиот Дух прави нешто неверојатно. Го исполнува неговиот живот, го посветува неговото срце до таа мера, значи, што одново Саул пророкува. Не само што се скротува, се смирува, се кае, туку одново пророкува, замислите. Какво чудо! Господ прави вакви сензации за да покаже. Многу ми се допаѓа една реченица што ја прочитав уште 90-та година, кога првпат ја читав брошурата Вечен Божи закон од Антон Лоренцин. И никогаш не ја заборавив. Вели, Светиот Дух би можел сите луѓе за кратко време, односно одеднаш, за момент, да ги посвети. Сите луѓе во светот. Ама зашто тоа не го прави? Бидејќи ја почитува човековата слободна волја. Без човекова волја, Господ не сака да го менува животот на луѓето. Но во случајот на Саул тоа го направил за да ни демонстрира колку е моќна благодатта, колку може Светиот Дух да направи и со најлоши луѓе во овој свет. Што може да направи со најлошите луѓе во овој свет. Ете и тој Саул, што сепак на крај останал закоравен и го загубил вечниот живот. И тој Саул беше избран и беше и прославен на почетокот, додека бил верен со првите битки, со првите победи како цар. Беше и посветен со Светиот Дух. Се разбира, беше избран како и неговиот наследник, потоа Давид, за посебна улога, за посебна цел, за посебна позиција во делото на Божиот народ. Господ го избрал Аврам, се сеќаваме. Што беше запишено за Аврама? Јас би сакал некој од вас во Константинов да ми го прочита Битие 18 глава, 19 стих. Или прва книга Мојсеева. Осумнаеста глава, 19 стих. Во Константинов би сакал некој да го прочита, бидејќи овој превод малку ја утна мислата. Повели? Да. Благодарам. Го слушнавте или го прочитавте, ако го имате Константинов пред себе? Што вели прво Господ? Зошто го избрал Аврама?
Затоа што јас го познав, јас го познавам, што беше на почетокот на Римјаните таму, 29 стих, 8 глава. Оние кои што однапред ги позна, првото е тоа, не предопределил, туку оние што ги познал. Зашто бил Аврам избран? Да стане таткото на избраниот народ. Значи, каква квалификација била потребна за некој да стане таткото на Божиот народ? Оној од чие што семејство ќе потекне Божиот народ. Аврам не бил единствената верна душа во негово време, може да речеме, ни меѓу семитската раса. Но Аврам бил избран затоа што Господ тука вели, затоа што знам, го познавам, дека тој ќе им заповеда на синовите своји и на домот свој по себе да одат по патот Господов и да извршуваат правда и суд. Не е доволно, значи, ти да бидеш верен или верна. Не е тоа доволно, за да од тебе настане, од твоето семејство, настане цел еден избран народ. Туку е потребно да бидеш таков родител, кој што ќе знае да ги воспитува своите деца во патот Господов. Ете, тоа е оно што Господ го знаел за Аврама. Го читал Аврама, тогаш кога Аврам не се ни надевал дека било кога ќе стане татко или родител. Тој се откажал, тој не ни мислил дека ќе стане татко. Тој не ни планирал да стане татко. Готово, помина возот, што велат. Сара не можеше да роди, помина и незините години, како што велат луѓето. Ниту тој, ниту таа планирале да станат родители. Ниту мислеле дека е можно такво нешто. А тогаш Господ знаел дека Аврам можел да ја исполни улогата за која што бил и повикан. Пред да го повика за посебна улога, за посебна мисија, било кого, Господ нешто знае. Однапред знае, нешто чита во срцето на човекот и го определува за таа посебна мисија. Сега Павле не го споменува Аврам како пример, туку во Римјаните 9 глава го споменува Јаков како пример. Зашто проучувавме мијатата сабота. Зошто Јаков како пример? И брат му се разбира. Многу карактеристично зошто? Затоа што Јаков е нели Израел и од Јаков потекнува еврејскиот народ. Од Авраам потекнуваат многу народи, затоа му било речено од сега ќе ти биде името Авраам, ќе бидеш татко на многу народи. И оние што најмногу го мразат Израел денес и се борат против него се од Авраам. Но само евреите, несени од Исак, бидејќи од него се и едомците, односно преку Исав, кој што бил наречен Едом, туку дури од Јакова. Зошто Јакова? И зошто е било дадено тоа пророќство? Дека поголемиот ќе му служи на помалиот. И зашто Јакова го засакав, Исава го намрзив, зашто убаво објаснивте мијатата сабота, што значи тоа? Павле на некој начин сака да ги опомене евреите преку примерот со Исав и Јаков. Зошто? Зато што евреите биле склони да ги злоупотребат своите предимства, мислејќи дека е доволно да се биде телесен потомок на Аврам, или дека е доволно да се биде телесен потомок на самиот Јаков, на самиот Израел.
Но Израел, како што реков утрово, Израел од старт, од почеток е духовен поим, не е телесен поим. Обратениот Јаков, новородениот Јаков, оној Јаков што поминал низ Јакововите маки, тоа е еден многу интересен израз кој што Јеремија го споменува за последното време. Елена Вајд го споменува за последното време. Божиите избраници од последното време, запечатените 144.000, тие се тие, целиот Израел ќе се спаси, но ќе дојдеме до таму. Тие се тој остаток. Тие избраници треба да поминат низ така да речените Јаковови маки. Но, да беше телесната логика исправна, како што мислеа неверните евреи, значи мнозинството евреи, тогаш евреите не требаше да бидат избран народ, бидејќи тие потекнуваат од Јаков. А Јаков бил кој? Јаков бил вториот. Кој беше првородениот по тело? Исав. Значи, по телесна логика, видите како индиректно апостол Павле во 9 глава индиректно сака да ги предупреди израелците да не се мислат себе си заслужни за Божиот избор. Бидејќи изборот, како што видовме во 11 глава, изборот е избор по благодата, а не по човечка заслуга. Ако сме ние избрани за било што, избрани сме од благодата, а не по наша заслуга. Изборот го прави благодата затоа што Господ однапред нешто знае и тогаш за нас, и тогаш кога ние се уште абернеаме, не сме ни свесни што сме и што ќе биде, уште утре не знаеме што ќе биде со нашиот живот. А камо ли за понатаму. Значи, телесната логика не е исправна. Исав беше првородениот. По човечка телесна логика, Исав заслужуваше да биде наследникот на Божите ветувања. Исав беше мажиштето. Исав одеше на лов. Исав, значи, како што беа бракета на Давид, високи, стројни, силни. Јаков шо бил? Се вртал околу мајка во дома. Околу лонците, околу готвењето, околу кујната. Шо маше тоа? Значи, човечка логика. Исав беше мажот, Исав на лов секој ден. Овој беше сомнителен тип. Кажи. Да. Значи, не од отецот, туку од мајката. Последиците. Да. Точно. Благодарам. Благодарам. Елена Вајд кажува на друго пророќство, во еден ден ќе се роди една нација. И така натаму, да не збориме сега за таа тема. Нешто за тоа споменуваше и денешната лекција, таму во петокот и четвртокот. Многу интересна мисла. Значи, ако мајката ја земеме црквата, значи, начело со Синедрионот, со првосвещеникот, евреите кога послушаа, не го послушаа Бога.
ја послушава бајка. Црквата, што ќе рече. И тоа е иста приказна која што се повторува. Црквата наша, што ќе рече светата црква наша. Црквата бајка и така натаму, и така натаму. Тоа го велат и србите, и македонците, и сите. Ама Господ што кажува? Господ што кажува? Не сме и ние подобри. Управата што ќе рече. И така натаму. Господ што кажува? И навистина, да. Читавме во втората глава. Кој е вистинскиот израелец, духовниот израелец? Кој беше вистинското обрезание? Духовното. Значи, само израелец по тело, ништо. Отсечена грак. Сува грак. Сува прачка. Како што чуваме од денешната проповед. Но духовниот израелец, оно што се храни со сокот од коренот, со силата на Светиот Дух, новородениот Јаков, кој што не се бореше со обичен ангел, туку тоа беше самиот Божи син. Каква борба! И дури тогаш сватил пред зори со кого имал работа. Знаете што вели Духото пророк, што кога почнал да се бори, кога бил нападнат, знаете што мислил Јаков? Кој е противникот негов? Дека некој од војниците на Исав. Да, некој од непријател, да. Може би мислил дека е лично Исав, не е битно. А пред зори што сватил, со кого има работа? Сватил дека има работа со Божиот син. Веќе не може од обичен ангел да се бара благослов. Уште помалце вреди благословот од некој смртен господин, пастор или дрмар. Не, благословот од Божиот син, директно од Господ го поборал благословот. Нема да те пуштам додека нема благословиш. Самсон беше избран. Исполнен со Светиот Дух. Значи, многу примери за избрани луѓе и за избраниот народ како народ низ целата старозаветна историја, а имаме примери и за апостолската црква во Новиот Завет. Како беше избрана Елена Вајт, например? Не по нејзина заслуга, туку според изборот на благодат. Како работи благодат? Двајца мажи повика Господ пред неја. Двајца мажишта повика пред неја. Првиот беше црнец и беше свештеник на епископалната црква. Кој ги изнесуваше тој визиите што Господ му ги даде. Уилијам Фој се викаше. Беше облечен во одеждите на епископалното свештенство. Видите, беше црнец. Господ сакаше и на тој начин да го укори тогашното американско протестантско општество, кое што се уште во тоа време се уште пред граѓанската војна, значи ги третираше црците како робови, иако не беа сите црци робови. И ги понижуваат црците и до ден денес тоа, 21 век исто. Иста приказна. Пред само 50 години не смеја црците да влегуваат во автобуси кај што се возат бели луѓе. Имаше посебно ВЦ за црни луѓе, посебно ВЦ за бели луѓе. Тоа не беше така одамна. Демократија. После него Господ избра еден друг маж, Хейзенфос, да, кој што, за жал, и тој како Јаков не беше баш маж.
И замислите, дури како тој похули на Светиот Дух, Господ му рече, прво пред да го отфрли, пред да го напушти Духот, како што го напуштил Саула своевремено. Тоа е многу страшна работа, кога Духот Божи ќе отстапи од тебе или од мене. Тоа е страшна работа. На никој да не му посакам такво нешто. Кога Господ ќе те напушти. Пред да го се случи тоа, Господ во една последна визија го предупредил Хейзенфос и му рекол, ако сега, уште една шанса, не го објавиш тоа што ти го покажав, ќе биде земена, видението, визијата, ќе биде земено од тебе и ќе му се даде на најслабото, така беше опишен Елена Вајт, со тие зборови, Елен Хармон, како 17 годишна девојка, болна, необразована заради хендикеп, нели, со носот, така натаму. На најслабото човечко суштество на земјата, така беше опишана. Слабо 17 годишно девојче, болно, и тоа се случи. Зошто? По некоја заслуга? Не. Зато што Хейзенфос се сопна, падна и ослепи. Кој загуби дури вечниот живот. Похули на Светиот Дух. Изборот на благодатта. И зашто сме ние денес тука живи, родени, и сите сме тука возрастни? Затоа што ако Господ дојдеше пред 120 години, ако тие верници ја прифатеа пораката, ќе бевме ние родени? Не. Тие се сопна. Тие падна. И сега ние добивме шанса. Ние сме тука. Еве на нас тука. Изборот на благодатта. Се разбра во 11 глава. Тоа се однесува на сите незнабошци, сите народи. Затоа што Израел падна. Се сопна. Иако Господ не го отфрлил, но ќе видиме, че рековме прво зашто е тоа така. Тоа е затоа што Господ го гледа секојаш остатокот, значи духовното. Не се битни мнозинството и сечени и сушени гранки. Ја колку гранки имам искастрано на матка, суви, никој не сум ги бројал, нито никој од вас бројал. Не е битно мнозинството на оние што отпаѓа. Тоа не е битно. И денешниот Израел е слеп. И продолжува да биде слеп. И тоа е чудо Божјо. Слеп. И повеќето христијани шо се многу гледаат. Слепи тие. Слепец води, обајцата ќе падат во јама, рече Христос. Повеќето адвентисти, повеќето протестанти се исто така со добар вид, или се и тие слепи. Гледаме на било кој пример на било кој народ да го примениме овој пример. Гледаме дека секогаш постои само остаток. За жал помалу броен од мнозинството кое што е слепо. Меѓутоа, заради тој остаток, тоа е она што вреди, духовниот остаток вреди. И да имаше таков остаток во Содом. Значи, Аврам се молеше и посредуваше за 5 души. Ценкањето со Господа заврши на 5 души. Ама немаше ниту 5 души во Содом. Немаше остаток. Господ ги сака сите народи, сите градови, сите цркви, само заради остатокот во нив.
И што му рече Исаија на Израел, таму 1 глава 9 стих гледаше. Да не ни оставеше Господ еден мал остаток, ќе бевме исти како Содом, ќе заприлегавме како Гомор. Ќе бевме истребени од лицето на земјата. Но јас, извинувам, претерав, се занесов. Помина времето. Ќе продолжиме следните 2 саботи. На вечер. Нека бе фала и слава на Господа.